Студијата за оценка на влијанието врз животната средина за изградбата на новото јаловиште на рудникот Саса беше ставена на увид на граѓаните. Експертите тврдат дека новото јаловиште ќе се гради по сите стандарди и ќе биде безбедно како за жителите на Македонска Каменица, така и за регионот. Во изработката на студијата се користени 35 технички документи, но и меѓународни научни трудови. Главната цел на поставката на временно идентификување на потенцијалните влијанија на проектните активности врз животната средина, се разбира, тука спаѓа луѓето пред се, разните медиуми, квалитетот на воздух, квалитет на вода, генерирање на отпад, биодиверзитет. Со мерки кои се опфатени за секој медиум посебно во студијата, водејќи се од принципот на превенција и предпазливост, преку спречување, избегнување, минимизирање и нивно углажување и за сите нив е изработен мониторинг план. Јаловиштето кој ќе го гради рудникот е четврто по ред од 50 годишното постоење на Саса. Во трите јаловишта досега се депонирани 19 милиони тони јаловина, а новото јаловиште ќе биде со зафатнина од околу 3,170 милиони метри кубни и се планира да се користи наредните 7 години. Но она што ги интересираше жителите на Саса беше прашината од јаловиштата која и досега им создава проблеми. Пред нова година имаше тия ветрищата стила, така сантим на нешто во јалови. Прашината и прскалките, тука и Максим, тука сме сите, значи не може да задоволат потребата за да го целото јаловиште навлажат, за да нема место населени проблеми. И ние не сакаме да имаме проблеми. Значи со локалното население, со кои секогаш сме имали добри односи и добра соработа. Во оваа насока ние треба да поработиме понатамо на тоа како можеме да надминиме овој проблем. Целосно сигурно никогаш не можеме да го решиме. По добиените дозволи од сите надлежни органи, новото јаловиште треба да започне да се употребува од 2018-та. Мерките за безбедност на јаловиштето, но и за заштита на сите медиуми, пред се подземните води и воздухот, се од исклучителна важност за регионот. Се уште се свежи сликите од хаваријата на старото јаловиште во 2003-та, која ја предизвика најголемата еколошка катастрофа во регионот од постоењето на рудникот.